Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на ден. Над 2 милиарди денари исплатени на тутунарите. Субвенции за предадено производство од ланската реколта. Последни подготовки пред објавување на јавниот повик за новиот оперативен план за вработување. Заврши првото пријавување за упис во средните училишта, каков бил интересот во 3 од стручните училишта во Прилеп. Повтор пат 3-дневна работилница за мозаик за млади во Цепенков. Времето денеска променливо облачно и топло со услови за нестабилност попладнево. Урбан маркетинг. За внимание, почит и грижа на старите лица, контактирајте не денес на 078 430 140. Хомкер Прилеп, агенција за грижа на стари лица. Урбан маркетинг. Согласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Министерството за финансии објави дека е доделена субвенција од над 2 милиарди денари за одгледувачите на тутун. Овие средства се наменети за 15.144 одгледувачи. Денеска Министерството за финансии исплати 2 милиарди 28 милиони 714.243 денари субвенции за одгледуван и предаден тутун од неговата наплата за 2025 година. Средства наменети за 15.144 одгледувачи на тутун. Оваа исплата ја потврдува определбата на владата за континуирана и навремена поддршка на земјоделството како една од главните гранки на економијата во земјава, со посебен фокус на одгледувањето тутун како стратешка и традиционално важна земјоделска дејност. Оперативниот план за вработување за 2026 година обезбедува речиси 40 милиони евра. Речиси 6.000 млади ќе бидат офатени со активни мерки, а повеќе од 10.000 граѓани ќе добијат поддршка. Младите и годинава се во фокусот со поддршка до 10.000 евра за отворање на сопствени бизниси, можности за здружување и зголемена поддршка, а за иселениците кои сакаат да се вратат дома, обезбедена е дополнителна финансиска поддршка, посочи денеска заменик министерот за економија и труд Маријан Ристевски. Ова година започнува и активно да се користат средствата предвидени во оперативниот план. Оперативниот план е донесен од страна на владата на Република Македонија по предлог на Министерството за економија и труд и Агенцијата за вработување, а ќе биде во соработка со Министерството за образование и наука, локалните самоуправи и секако и нова, како и други институции во Македонија, во зависност од мерките што се предвидени во самиот оперативен план. Денеска се донесе и последното одобрување одлука од страна на Комисијата за заштита на конкуренција, за да може да биде и оперативен самиот план. Ова година оперативниот план е во вредност од 40 милиони евра од прилика и содржи повеќе мерки. Различно е тоа што од претходната година, оние мерки кои што не дадоа резултат се комплетно укинати, тоа се неколку мерки, а додека од понеатрактивните мерки се алоцирани финансиските средства во двете најатрактивни мерки од самиот план, а тоа се мерката самовработување и помош на правните субјекти за вработување на невработени лица. Заврши првиот уписен рок за запишување ученици во прва година средно образование за учебната 2026-27 година. Полуматурантите се пријавуваа електронски преку порталот e-услуги, а денеска и утре потребната документација се доставува во училиштата каде учениците конкурирале. Радио Пела ги посети дел од средните стручни училишта во Прилеп. Традиционално најголем интерес има за медицинските струки. Еве каков бил интересот во првото пријавување во средните училишта Ѓорче Петров, Ристе Ристевски Ричко и Орде Чопела во Прилеп и кои профили и струки ќе бидат се уште на располагање за полуматурантите. Во однос на интересот, најголем е интересот за секторот здравство и социјална заштита и лични услуги.
Во секторот здравство и социјална заштита досега се пријавени 109 ученици, од кои 69 за квалификацијата медицинска сестра и по 20 за квалификациите фармацевски техничар и физиотерапевски техничар. Во Средното општинско училиште Ристе Ристевски Ричко ги имаме следните сектори. Сектор електротехника и информатички технологии, каде што имаме повеќе профили од компјутерска техника и автоматика, телекомуникации, техничар за индустријска мехатроника, 3-годишните занимањата електроничар, автоелектроничар, во сектор машинство исто повеќе профили, машински техничар за моторни возила, машинско-енергетски, машински техничар, занимањата автомеханичар, каросериски механичар. Во секторот графичарство го имаме графички уредник дизајнер, кој што исто интересот е и оваа година доста добар. Потоа во сектор сообраќај, транспорт и складирање, техничар за патен сообраќај, интересот исто голем во техничар за патен сообраќај, и тука од секторот сообраќај имаме доста пријавени 9 одделенци. Сакам денес на сите ученици кои што го избираат идното средно образование, да им посакам да бидат храбри, љубопитни и истрајни во стварувањето на нивните цели, бидејќи средношколскиот период е период кога се стекнуваат нови знаења, секако нови вредности, многу пријателства и искуства кои што траат за цел живот. Како директор на Средното општинско училиште Орде Чопела, Прилеп, посакувам на сите многу успех во овие уписи, се разбира среќни средношколски денови и успех во средното образование. Вложуваме во знаење денес, создаваме успешна иднина утре. Второто електронско пријавување е на 23 јуни, а августовскиот рок е закажан за 20 август. За учебната 2026-27 во Македонија на располагање се над 25.000 слободни места во 109 јавни средни училишта. Од 17 до 19 јуни 2026, 3 дена, среда, четврток и петок, Центарот за култура Марко Цепенков по втор пат ќе реализира работилница за мозаик за млади. На работилницата ќе учествуваат 15 талентирани ученици од општинските училишта. Проектот Работилница за мозаик Центарот за култура го реализира со поддршка на Министерството за култура и туризам. Како искуство и позитивен исход од првата реализирана работилница во 2025, решивме да го продолжиме проектот по втор пат и со тоа да ја поттикнеме мотивацијата, креацијата и желбата кај младите за изучување на оваа дисциплина во ликовната уметност. Интересот за учество на учениците беше голем, а се одлучивме на работилницата да учествуваат 15 млади. Практично младите ќе научат како се создава мозаик. Предавач повторно е магистер Александра Димитрова, вели Маријан Стојановски, координатор на проектот. Од полициската хроника за Прилеп. На 15 јуни во 8 часот и 20 минути во ОВР Прилеп е пријавено дека на улица Егиска во Прилеп се случила сообраќајна несреќа помеѓу мопед со прилепски регистарски ознаки управуван од ВИ 46 годишен од Прилеп и мопед управуван од ГМ 55 годишен од Прилеп. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил возачот ВИ, констатирани во Прилепската болница. На 15 јуни во 21 часот и 40 минути на улица Димо Наредникот во Прилеп, полициски службеници од ОВР Прилеп лишиле од слобода 14 годишен малолетник од Прилеп, затоа што управувал мопед со прилепски регистарски ознаки без возачка дозвола. Истиот ден на 15 јуни во 13 часот на булевар Прилепски бранители, полициски службеници од ОВР Прилеп го лишиле од слобода НН 58 годишен од село Дупјачани, општина Долнени, затоа што бил затекнат како со себе носел воздушна пушка. По целосно документирање на настанот против него ќе следува соодветен поднесок. На 15 јуни во 18 часот во ОВР Прилеп било пријавено дека на улица Јоске Јордановски ДС 35 годишен од Прилеп физички ги нападнал ПБ 66 годишен и СБ 64 годишен, двајцата од Прилеп. По целосно документирање на случаевите ќе следуваат соодветни поднесоци. Временска прогноза.
Времето денеска променливо облачно и топло со сончеви периоди со слаб до умерен ветер од северозападен правец. Во Прилеп слично време со услови попладне за појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Минималната температура се спушти до 16, а максималната достигна до 26 степени. Во наредните денови ќе преовладува топло време. Утре на повеќе места се очекува развој на нестабилна облачност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Наместа ќе има поинтензивни процеси со пообилен пороен дожд и услови за ретка појава на град. Од четврток времето ќе биде сончево со променлива облачност во текот на денот. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески. Јуни 2026.